Дополнителниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипунавски вчера попладне престојуваше во посета на Кочани, каде оствари средба со земјоделците од Кочанскиот регион, меѓу нив и оризопроизводители, риболовци, ловци и пчелари. На средбата беа презентирани програмските определби на ВМРО ДПМН за унапредување на земјоделството во државата. Кочани ќе имам средба со повеќе целни групи земјоделци од овој регион, како што се оризопроизводителите, риболовците, ловците и пчеларите кои што екзистираат на оваа територија. Ќе разговараме за сите отворени прашања кои што ги мачат изминативе години. Ќе презентираме дел од нашите програмски определби кои што ќе ги спроведеме по завршувањето на изборниот процес на 8 мај. Она што можам да го констатирам од досегашните средби, во овој регион имаме сериозни проблеми. Проблеми од типот на водостопанството кој што е нефункционално, проблеми со земјишната политика, проблеми со неисплатени субвенции. Практично, она што требаше власти изминатите 7 години да го спроведе, да го подобри македонското земјоделство, гледаме дека од ден во ден е се полошо. Потенцирајќи дека оризопроизводството не бележи развој туку стагнација, министерот Трипуновски додаде дека има сериозно намалување на површините под оризова култура, доценjena водата за наводнување, а поради тоа намалени приноси и финансиски ефекти. Во делот на оризопроизводството само ќе кажеме дека има сериозно намалување на површините кои што се под оризова култура. Да не забораваме да потсетиме дека оризарите веќе 4-та година протестираат по улиците во овој регион затоа што имаме првин доцење со водата, која што ќе значи за доцната сеидба, односно доцна жетва, намален принос, пласманот, цената и така натака. Тоа се говори дека она што власта сега сака да представи дека имаме неуспешна политика во делот на оризопроизводството и со некаков зголемен принос, апсолутно ги демантира со намалената површина, намалениот број на земјоделци кои што се корисници, односно кои што одгледуваат оваа култура. Поради тоа, претедничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во собранието донесе заклучок да се преземат сите неопходни мерки, да се поминат сите собраниски филтри со кои се предвидува оризот да се стави на листа на производи за создавање стокови резерви. Со ова агенцијата за стокови резерви ќе може да работи со оризот, како со другите култури и ќе овозможи пазарните вишоци да бидат откупени од страна на државата. Преку ова ќе имаме зголемен откуп и реални пазарни цени на оризот.